Повеќе од 2 децении на тронот за сега да стојат на чекорот бездна во која најверојатно ќе ги бутне Сдружениот албански опозицијски фронт заедно со ВМРО ДПМН. Вака од прилика дел од политичките аналитичари ја предвидуваат судбината на Али Ахмети и неговите интегративци на предстојните парламентарни и председателски избори. Тетово, Гостивар, Чаир, Дуи ги изгуби симпатиите на албанците во речиси сите делови на државата, а гласачкото тело на 4 опозицијски албански партии се голема закана за Дуи и нивното повеќе децениско владење, вели аналитичарот Дарко Јаневски. Предизвикува одреден страх и одредена паника кај нив. Не треба да се заборави дека они веќе на известен начин ја изгубија поддршката кај албанците, бидејќи ги изгубија Тетово, Гостивар и во Скопје Чаир, каде што е концентрирано албанското гласачко тело, така што сосема известно дека ќе одат во опозиција. Исто така многу битен е и фокусот на кампањата на албанскиот опозицијски фронт со која ќе ги купуваат гласачите, смета Јаневски. Опозицијата можеби ќе игра на националната карта или фокусот ќе биде на лошите економски услови поради кои што албанците се иселуваат од Македонија, но и во двете варијанти Јаневски прогнозира погубни изборни резултати за Дуи. Многу зависи од тоа на која карта ќе игра албанската опозиција, дали ќе игра на националистичка карта, каде што не може да се носи со Дуи, или ќе игра на економска карта. Не е тајна дека Западна Македонија е практично испустена, но исто како и Источна Македонија, меѓутоа дека албанците масовно се исолуваат од Македонија, затоа беше фингирано и попис за кога еден човек можеше да ги кажува имењето на другите членови на семејството. Во однос на трката помеѓу кандидатите за шеф на државата Арбен Таравари и актуелниот министер и кандидат на Дуи Бујар Османи, според Јаневски нема да има голема разлика на гласови, но сепак победникот би бил Таравари. Според најновата анкета на ИПИС во 6-та изборна единица, во која доминираат етничките албанци, во февруари најголема доверба од испитаниците има Дуи со 17,5%, зад нив следи Европскиот сојуз за промени со 15,4% и Алијансата за албанците со 7,2%. Анкетата ја спроведе ИПИС во февруари по нарачка на МРТВ на репрезентативен примерок.